Американски брачен пар се вселува во нивната идеална куќа, но за кратко време таа идила ќе се претвори во кошмар, а за тоа ќе се погрижат морничавите писма на мистериозниот надгледувач. Во јуни 2014 година Марија и Дерек Бродус се подготвуваат да се преселат во куќата на улицата 657 булевар во Вествуд, Њу Џерси, со нивните 3 деца. Таа куќа се сметаше за домот со ништата на Бродус поради неговата близина до домот од детството на Марија, пространиот распоред и вокацијата во 20-тиот најбезбеден град во САД. 3 дена по завршувањето на продажбата, во нивото поштенско сандаче пристигнало писмо адресирано до новиот собственик. Напишано со дебели букви од фломастер. Напишаното писмо гласеше, цитирам: "Почитуван нов сосед на улицата 657. Дозволете ми да ви посакам добре дојде во населбата. Како завршивте овде? Дали улицата 657 ве повика со својата сила во себе? Куќата на улицата 657 е тема на моето семејство со децении, а таа се приближува до својот 110-ти роден ден. Кој сум јас? Има стотици и стотици коли кои возат по улицата 657. Можеби јас сум во една од нив. Погледнете кон сите прозорци што можете да ги видите од улицата 657. Можеби јас сум во една од нив. Внимавајте на еден од многуте луѓе што шетаат секој ден покрај улицата. Можеби јас сум еден од нив. Имате деца, ги видов. Мислам дека имате 3 колку што успеав да изборам. Дали треба да наполните куќата со младата крв што ја побарав? Подобро за мене. Дали вашата стара куќа беше премногу мала за рестичкото семејство? Или тоа беше алчноста што ме натера да се преселите овде? Откако ќе ги дознам нивните имиња, ќе ги повикам кај мене. Откако го добиле ова писмо, семејството Бродус се обратило до претходните собственици на куќата, брачниот пар Џони и Андреја Вудс. Семејството Вудс му кажало на семејството Бродус дека добиле само едно писмо од нагледувачот во 23-те години кога што живееле на улицата 657. Но бидејќи тоа се случило само неколку дена пред семејството Вудс да се исели од куќата, писмото било фрлено без многу грижа. Откако разговарале со семејството Вудс, двете семејства отишле во полиција и ги откриле случувањата. Полицијата им наложи да молчат за нагледувачот, бидејќи нивните соседи сега се сметале за осумничени. 2 недели подоцна, додека Бродусите се уште не биле вселени, пристигнало второто писмо. Во тоа писмо имало информации како нивното презиме, редоследот на раѓање на децата и прекарите на децата. Исто така беше напишано дека тој ја гледал нивната ќерка како слика во дворот, прашувајќи, цитирам, дали таа е уметникот во семејството. Во писмото продолжи да се вели, цитирам: "Поминаа декади откако младата крв владееше по ходниците на куќата. Ги пронајдовте ли сите тајни што ги содржи? Дали младата крв ќе си игра во подрумот? Или премногу се плашат за да одат таму сами? Сите спијат на вториот кат. Ја знам се што ќе се преселите внатре." Откако добиле ова писмо, Марија и Дерек престанаа да ги носат своите деца во куќата, прекинувајќи ги нивните планови да се вселат. Предизвикувајќи третото писмо да гласи, цитирам: "Каде отидовте и да настасувате на улица 657?" По една година истражување се уште немаше никакви траги. Целата ситуација предизвика голем стрес врз семејството Бродус, предизвикувајќи депресија кај Дерек и посттравматско стресно нарушување кај Марија. И двајцата беа подгодени од параноја. 6 месеци по пристигнувањето на писмата, Бродусите одлучија да продадат куќата, но не можеа поради гласините околу нивната куќа. Бродусите исто така се обидува да го тужат семејството Вудс за некажување на законувачкото писмо што го добиле. Сепак судијата го отфрли случајот, бидејќи немаше докази дека тие намерно го скриле писмото, ниту пак дека верувале дека станува збор за вистинска закана. Ова го привлече вниманието на медиумите, а куќата набрзо беше предмет на медиумско лудило. Во пролетта 2016 година, околу 2 години по пристигнувањето на првото писмо, Бродуси нашле семејство спремно да го изнајми домот од нив под услов да може да се повлечат ако пристигне друго писмо. Во рок од 2 недели куќата добиле писмо адресирано до, цитирам, гадниот и злобниот Дерек и неговата ораспиот сопруга Марија. Во писмото исто така пишуваше, цитирам: "Улицата 657 го преживеа вашиот обид за напад и застана силно со својата армија на поддржувачи кои го забарикадираа тоа барање. Моите војници на селбата ги следа моите наредби од А до Ш. Тие извршија својата мисија и ја спасија душата на оваа куќа со моите наредби." Иако ова го преплаши семејството, тие се согласија да останат се додека не бе инсталирани повеќе камери. Без премногу физички докази кои би го откриле идентитетот на наблюдувачот, време е да скокнеме во некои теории. Порада теорија дека нагледувачот е анонимен човек наречен Генерот. Додека полицијата на Вествуд ја нагледувала куќата на ноќ, околу 23 часот, автомобил застанал пред куќата, тој го регистриран на млада девојка која живеела во близина, додека нејзиното момче живеело на истиот блок до улицата 657. Кога полицијата ја испрашуваа, девојката им кажала дека нејзиниот партнер се занимава со, цитирам, некои навистина мрачни видеоигри, како и игра во која тој игра како лик наречен нагледувачот.
Сепак, иако Геморот се согласи да биде испрашан од полицијата, тој никогаш не се појави во станица. Полицијата немала доволно докази за да го присили да дојде, затоа тој никогаш не бил испрашан. Втората теорија е дека нагледувачот е Майкл Ленгфорд, сосед на семејството Бродус. Оваа теорија изнесе Дерек Бродус, кој беше убеден во него дека тој и фамилијата присуствува на скара во соседството. По пристигнувањето на првото писмо, Ленгфорд живее во соседната куќа со својата 90 годишна мајка и тоа го прави од 1960-тите, во исто време кога нагледувачот тврдел дека неговиот татко ја гледал куќата на улицата 657. Не само тоа, туку бидејќи таткото на Ленгфорд починал околу 12 години пред да дојдат Бродусите, ова можеше да објасни зошто нагледувачот рече дека тие го нагледувале повеќе од 15 години. Ленгфорд исто така бил познат по тоа што ги плашел соседите, со тоа што буквално им влегувал во дворовите и ги гледал преку нивните прозори. Поради местоположбата на куќите, Ленгфорд би можел да гледа директно кон дворот на Бродуси, каде што нагледувачот кажал дека ја гледал нивната ќерка како слика. Полицијата го испрашуваше Ленгфорд по првото писмо, но тој негираше дека е виновен, бидејќи интервјуто беше пред постигнувањето на второто писмо. Некој верува дека е била глупава да продолжи да испраќа писмо, откако ќе биде испрашано од органите на прогонот. Меѓутоа, кога работеле со полицијата, семејството Бродус испратило писмо до Ленгфордовите во кој им кажува дека ќе урнат куќата со надеж дека ќе добијат одговор од нагледувачот. Немаше ниту еден одговор. Друг доказ што фрла сомнеш врз теоријата е откривањето на ДНК на еден од писмата. Со оглед на тоа што ДНК-та припаѓа на жена, полицијата сметала дека сестрата на Майкл, Аби, можела да биде нагледувачот. ДНК-та на писмото била споредена со ДНК од шише со вода кој го користел Аби, но немаше совпаѓање. Набрзо по ДНК тестот властите престанаа да истражуваат можноста дека некој од Ленгфордовите би можел да биде нагледувачот, отфрлајќи ги сите никако сумничени. Третата теорија е дека нагледувачот е важен лик создаден од семејството Бродус, кој ги користеле писмата како начин да се излечат од финансиските проблеми предизвикани од куќата или евентуално да обезбедат филмски договор заснова на приказната. На некои локални жители беше сомнително што со текот на годините Бродусите се преселиле од куќа која вреди $315,000 во куќа која вреди $770,000 и после тоа во куќата 657 од $1.3 милиони. Тие теоретизираат дека Бродусите доживеале купувачко кајање со куќата и се свртеле кон очен трик за да се излечат од финансиските проблеми. Некој исто така се прашува зошто семејството продолжува да ја реновира куќата дури ако одлучија да не се вселат. По некој време се откри дека законувачките писма пратени до соседите биле напишани токму од Дерек. И покрај неговите тврдења дека тој испратил само едно писмо поради долгогодишната фрустрација дека не ги напиша оригиналните писма на гледувачот, сепак тоа предизвика сомнеш. Но психолошката травма што доживеа семејството Бродус беше силен противник на оваа теорија, заедно со фактот дека во исто време со испраќањето на првото писмо, друго семејство од населата добило писмо од нагледувачот. Ова семејство слично на Вудс живеело во куќата со години без проблеми и затоа го фрлило писмото. Па ако Бродуси се обиделе да склучат филмски договор и да избегаат од својата куќа, немало да има причина да праќаат писмо и во друга куќа. До 2025 година не постојаат други осомничени со новите тројца и за ниеден од нив не беше спроведена кривична постапка заради немањето на докази.